Добро вечер, во топ тема на ваша страна една година по крвавата драма во собранието на 27 април на денешен датум. Зошто истрагата се уште не стигна до оние што го нарачаат црното сценарија, но и какви промени се случија во Македонија откако државата беше доведена практично на раб на пропаст. Вечерва ќе се подсетиме на оние страшни слики во собранието, а ќе дебатираме со пратениците Фросина Ременски од СДСМ, која е подпредседател на собранието, и Трајчо Димков од ВМРО ДПМНЕ. Добро вечер и на двајцата. Пред да почнеме со дебатата, на почеток, премиерот Зоран Заев во ексклузивно интервју за Телма светочи како Македонија пред една година избегна граѓанска војна. Со Заев разговараше Боријан Јовановски. Господин Заев, 27 април 2017 година ќе остане запаметено во историјата како една од најголемите колективни трауми во поновата историја на Македонија. Секој од граѓаните го доживува вака или онака, има сеќавања, се разбира, бидејќи настанот се случи само пред една година, но вие бевте посебна цел на тој настан и ме интересира што ќе правите сега во петок, дали на известен начин ќе го одбележите како роден ден втор ваш? Тоа лично за мене, заради тоа што бев таргетот или така? Лично за вас, ме интересира вашето лично доживување. Секако тоа е во промеморијата на Македонија останува од негативен аспект. Ние сме сепак земја на европскиот континент и ова не дозволило никаде во светот, па ниту е во Европа, ниту во Македонија, но лично е врзано и со мене. Веројатно, јас сакам, така сугерирав на пиар секторот, да одам во собранието. Ако може, влезам и во таа сала. Заедно со дел од луѓето што бевме таму. За да ја испратиме пораката дека мора да продолжиме. Институциите на системот мора да истерат работата до крај, ако сакаме да не се повтори. Секој пат казната мора да стигне за тој што се огрешил по закон. Таму имаме огрешени луѓе по закон, но многу е важно низ призмата на ваквите настани да учиме во колективно сите. Затоа што мала не е Македонија. Од нас зависи како ќе ја престроиме и што тоа поуки извлекуваме од минатото. Јас верувам дека ваквите настани не смееме да ги заборавиме, мора да ги повториме во делот на потсетувањето што тоа лошо се случило во Македонија, за да испратиме пораката да не се повтори, но е секако и пораката дека животот мора да продолжи, Македонија мора да оди напред. Јас би отишол во собранието и таму би одржал пресконференција со внимателна употреба на зборовите кои што треба да стигне до нашата македонска јавност. Господин Заев, дали си таа вечер се исплашивте дека заврши вашето? Да. Јас сум обичен човек. Јас секоја секунда чекав да падне мојот живот и на моите другари, колеги, пратеници, сите што бевме таму. И тоа е веројатно многу нормално чувство. И кажувам, граѓаните видоа веројатно целиот материјал што излезе во јавноста, видео, слики, се 5-7 минути, колку е? 2 сата и 15 минути траеше ова. Секоја Божја секунда чекавме животот да падне. Заради тоа што тоа беше, знаете како да го објаснам? Еве сме биле млади, може во некој кафич, во некоја дискотека ќе се степате. И ќе бидете тепани или ќе натепате, млади сме били. Ова беше зло со целата ѓаволоштина истурена, толку видно омраза во очите на луѓе, јас не сум видел, со буквално ѓаволска работа. Во кој момент станавте свесни дека ќе се обидат да посегнат во вашиот живот? Кога гледате преку обезбедувањето, преку рамињата на обезбедувањето кои стојат пред вас и гледате тие луѓе таму кои што само чека чистата мета, буквално они само чекаа да добијат чиста мета и да направат активност. Јас го гледав тоа, не само јас, сите пратеници што беа околу мене, го гледавме целото тоа. И тука по полека стануваш јасен, ти станува јасно дека ова не е обичен протест и обичен револт, израз на револт, туку... Не. Ова е планирана работа. Во кој момент ви стана јасно тоа дека е планирано? Видов дека има луѓе кои што се организатори, луѓе кои што на основа на стихијата ја зазимат својата позиција за да го извршат делото. Тогаш стана јасно. Оти на самиот почеток може да видите тоа што е објавено. Зоран Заев засукува ракавите и се брани. И одите да се тепате. И се брани животот. Океј. Иде маса која што мора да го заштити животот. И тоа и мојот, јас прв лидерот сум,
Позади мене се моите колеги пратеници, сопартици и од другите политички партии што беа тука, и тоа е многу човечки израз. Ми беше понудено излез заради тоа што потенцијалниот премиер. И во тој момент беа тука колегите сите, каде што пристапи обезбедувањето собраниско и рече: господин премиер, излезот е тој, обезбеден е за вас и препорачувам да тргнуваме. И добро, прашав, а колегите? Ама тоа е за вас, господин Незаев. Фала ви, јас останувам тука. Нормално. И тоа... Немавте дилема во тој момент? Апсолутно не. Веројатно, заради тоа што во себе длабоко знаете дека се борите за вистински вредности, за нешто во што длабоко верувате. Помисливте на колегите, помислите ли на сопругата и децата? Не. Веројатно требало да помислам. Во тие 2 сати и 15 минути дојдоа секакви мисли. Ово го кажам во суштина со детали, дека ние буквално чекавме секоја секунда животи да паѓат таму. И родител сум на 2 деца, не се полнолетни, малолетни се. И тие деца треба понатаму некој да го обезбеди животот, веројатно сопругата, ако остане сама. И така сум размислувал. Веројатно на сите низ главата. Ни помина се. Како еден филм, и од минатото, и од животот, и од тоа што оставаме, веројатно. Но, знаете како, останавме да пракосиме на тоа во што веруваме, мислам, заради тоа во што веруваме, останавме да пракосиме на целото зло кое што беше насочено. Па што биде, биде. Па што биде, биде. Тука сме, значи, ние знаете дека гледавме и на екраните дека се отвараат вратите, дека влегуваат луѓето. Но тука сме. Ние сме одлучни во тоа што го правиме, ние сме исправни во тоа што го правиме. Вредно е тоа за што се бориме. Имаше сознание, и ние новинарите имавме сознание дека се може да дојде до нереди при едно такво сценарио какво што беше кога е избран новиот спикер. Дека ќе има нереди, протести и така натаму. Дали имавте сознание како мандатар до кој степен ќе ескалира тоа? Дека ќе влезе тој народ во собрание и дека ќе тргне по вас? Не дека и таа опција не била зборувана, кога сме зборувале се што може да се случи, кога ќе падне одлуката, ќе падне и може да се случи, но искрено ниту јас, ниту колегите верувавме дека некој ќе си дозволи однатре да ги отвори вратите. Верувавме дека ќе биде собранието буквално до пред вратите со масата. Ќе се чука по вратите, ќе се прават обиди се. Заради тоа што ние бевме во позиција практично во тој момент, некој може ќе подотвори некоја вратичка да влезат, може внатрешното обезбедување, не знаеме кои луѓе претходно пуштиле внатре, па тука може да стане тензична работа. Апсолутно не предпоставувавме ваква работа. Оти ако сме предпоставувале, во нам рака, за утре ќе го одложиме. За задутре ќе го одложиме, мислам. Сме рационални личности, не сме буквално камикази или било што. Ние верувавме во исправноста на тоа што го зборувавме и за тоа што го правевме, заради тоа што актот на изборот на претседателот е деловнички комплетно исправен, во собраниската сала на пленумот се случува и апсолутно е дозволиво. После 32 дена изживување и блокирање на сите процеси во државата. И го направивме содавајќи шанса, ајде, нека е. Ве молиме, луѓе, нека заврши. Тоа така поминуваат деновите. Во тие 32 дена дебата се донесе одлуката и тогаш знаевме дека се е можно, но на крајот не очекувавме дека некој толку во организирана форма тоа ќе го осмисли, од надвор ќе го координира, како тоа од внатре ќе го отворат, за да може да се случи буквално ликвидација, отстранување на живот, се со цел да успее таа чиста Македонија тогаш тоа беше. Вие од изборот на новиот спикер одите во пресалата и во еден момент предпоставувам, слушате дека маса на народ влегува во собранието. Во кој момент свативте дека полицијата нема да ме заштити? Прво. Па кога помина веќе 15-20 минути и веќе Вие се обративте некому за помош? Телефоните вртевме на сите страни. Мислам, Оливер вртеше на министерот Аги Мнухио. Вртеше на началници, командери, да не им спомнувам имињата. Има телефони, беше претходно технички министер. Тие беа истите луѓе таму. И со сите детали, да не навлегувам, ги има веќе во истрагата и тоа ќе се отвори. Секаде буквално апла стана јасно дека има координирана наредба да не се презема ништо. 2 часа и 15 минути. Помислите да му се јавите на Груевски? Не. Ни во еден момент? Не, ниту во еден момент. А зошто не? Заради тоа што ми стана ли јасно дека знае што се случува? Ми стана јасно дека такви, јас сум исто така претседател на голема политичка партија како што Груевски беше тогаш таму. Вакви работи
не се случуваат стихијно. Вакви работи спонтано не паѓаат. Вакви работи не се случуваат без знаењето на лидерите. Значи, дури и некој да го прави тоа паралелно, лидерот вака или онака знае. Така да приказки за мали деца не поминуват. Ја за тоа тогаш обвинив. Дај Боже да грешам. Не сакам никој да организира злосторство и да има такво размислување. Тоа се докази и ќе се докажуват тие работи. Но јас тргнувам од тоа што значи СДСМ во можност таква. Значи не може Заев да не знае ако СДСМ е учесник во протестите, СДСМ е мотиватор и вика немојте со папучите дома да седите, СДСМ е дека треба сега моментот држава да се заштити, да се дига тоа целото и на крајот тоа некој знатре па баш пратениците, не било кој ги отварат вратите, токму тогаш баш он се погодува да биде надвор од државата, па гледам сега има и телефонски разговор пред почетокот на тоа да се случи со телефонски разговор собственост, телефон собственост, односно број собственост на владата на Република Македонија. Со луѓето, јас имам веќе и дополнителни информации, оперативни планови, како се правеле, што се правеле, но во секој случај никој не сме да си дозволи ниту да помисли дека може една политичка партија тајно, полутајно или било како да организира вакви активности. Ова е недозволиво никаде во светот. Би може ли да разговарате со Муковски, оние колеги пратеници кои отворија вратата? Кога ги сретнете, какви чувства? Јас немам проблем, јас веќе ги сретнав тие луѓе. Ние на изборот на владата бевме во парламентот. Јас пристапив да се поздрав. Оти ако не се поздрави, станува мачно тоа. Ние треба да одиме таму. Владата, местото и меѓу другото и во парламентот. Се гледа со тие луѓе. На излегувањето од вратата према кафе барот во собранието, беа тука, јас пристапив и одов. Здраво живо, како сте, добри ли сте? И така, се поздравуват едноставно. Зошто да оставите пас, животот мора да продолжи, да функционира. Ниту јас сакам некој да судам, ниту некој очекува јас да го судам. Остај таа работа. Мислам, секој да се извршува задачата, оти на крајот па и на мене, ако ми е премногу травматично или тешко или болно, можам си давам оставка и да заменам да дојде друг човек. Или одлучуваш дека го ставаш, нека институциите го терат и го тераш процесот за кој што си добил задачи и обврска од своите сограѓани. Вратам повторно на самиот настан. Дали кога ви рекоа дека Села е мртов, кога добивте таа информација, како што велите самите поверувавте, мислите дека е мртов, дали ја имавте информацијата, дали помислите што сега ќе се случи понатаму? Имаш информации дека граѓани албанци тргаат кон собранието, дека други граѓани исто така Да, тоа е важен. Што се случуваше во тоа? Важен момент, заради тоа што нашите телефони беа со нас. И како звонат овде во небрано, комплетно чекајќи животи да паднете, барате дури телефонот кој ви звони, барате спаз во тоа. И се дигаат телефоните, јас сега ги гледам. Дамја Манчевски, Оливер Спасовски буквално како комуницират и му звонат на Миле Зечевиќ, тој е организационен секретар во партијата. Те молам врати по штабот, посебно во Чаир. Имавме таму во Чаир штаб на албанци и на македонци заедно. И тие тргнаа да не спасуваат нас, да влегуваат во собранието. Но се јавија и другите штабови од Аеродром, од Гази Баба, од Ѓорче Петров, од Центарот Карпош. И првата задача беше сите со наредба од Заев во централниот штаб во партијата. Да одат. Да одат во централниот штаб, никој да не видиме во собранието. И тука, иако бевме баш во актуелноста на ударите, на паѓање на животите, едно знаевме. Ова може да стане граѓанска војна. Ако треба да паѓат живот, нека паѓат тука, немојте кај граѓаните. Оти ќе судират, после нема крај. Тоа ќе биде братоубиствена војна. Веројатно, задачата падна, штабот во партијата беше веќе формиран заради тоа што имаме оперативни штабови, се знае за брз повик, за повик во среден рок и за повик во долгорочен рок. И штабовите беа формирани, се вртеа телефоните и буквално сите наши луѓе, освен тие што не може да ги сопреш, не знам, браточет Митрајче беше кај колата моја која кршеле. Тука е бил, не можеш да он не е партиски активист. Дел од семејството и на мој и на другите биле тука, блиску до толпата од страна, тајно, не знам како. Кај собранието? Кај собранието, колата таму кај што е крше. Он го снимал тоа директно со неговиот телефон, како се крши колата, буквално. Но штабот ги насочуваше сите тие наши луѓе со партијци или подржувачи генерално да одат во централниот штаб на Бихачка. Зошто? За да не се случи сударот помеѓу граѓани. Точно ли дека имало група наоружани граѓани албанци кои тргнале како реакција на информацијата дека Села е можеби мртов? Ние слушнавме дека има таква група, слушнавме дека активисти подржувачи на ДУИ
тргнуваат, но и на СДСМ, веројатно и на села. Не знам дали се тоа полицајци кои што биле дома па имаат оружје, дали некои други што имале оружје или било кој. И од тука тргна загриженоста да не се случи граѓанска војна, братоубиствена војна, буквално. И од нашата мотивација да и во таков момент преземеме организациона оперативна активност беше токму таа. Значи, што и да се случи, нека е тука, во собранието. Да не биде помеѓу граѓаните. Тоа готово, нема држава, после нема нација, нема ништо. Се објави информација во јавноста дека се спрема военна состојба, па дури многумина наши сограѓани која се најави през конференцијата и обраќањето на председателот Иванов очекува воведување на војна состојба. Имаше, знаете, неофицијални информации околу тоа дека се подготвува некаков штаб во Јасен, во резерватот. Колку се точните информации дека таква подготовка се правеше? Не можам до крај да потврдам, јас ги немам до крај доказите дека постоело, иако постојат доволно инсинуации дека и таа опција била разгледувана. Зошто велам инсинуации? Па прво на ниво на МВР и неколку други државни институции бил формиран штаб против СДСМ, БЕСА во тоа време, граѓанските организации и други, дека тоа е терористичко загрозување, односно заговарање за уништување на Македонија, за окупација на Македонија и почнаа така активностите против партиите, граѓанските организации и сите овие работи. И медиуми имаше. И медиуми имаше, така беше, да, баш се спомнуваа медиумите таму. И дека тоа е структура која што ја загрозува Република Македонија. И сега кога гледате тоа, други информации ви стигат, јас сум шеф на опозицијата во тој период, и стигат поприлично информации до сите шефови на опозиција. Знаејќи го тоа, апсолутно велам, има доволно инсинуации дека и таа опција веројатно била разгледувана во тој период, но не можам да потврдам таква работа заради тоа што немам до крај докази. Тоа беше премиерот Зоран Заев. Целото интервју со Заев ќе го гледате внедела во тематскиот блок во вестите во 21:30 посветен на настаните во собранието на 27 април кој го подготви Борјан Јовановски. Го слушнавме Заев. Господине Димков, каде бевте вие таа вечер? На работно место. Дека се случуваше во собранието. Во собранието, Знаевте ли, заявили во интервјуто, дека е организирано од вашата партија, целиот УПАС, што вие знаевте дека ќе се случи однапред? Јас се надам дека ние вечер ќе дадеме еден момент на вистина на оно што се случуваше во интерес на граѓаните и нешто да не се повтори. Во тој момент јас лично се надавам, мислам дека и поголем дел од колегите, ако не и сите, не знаевме ништо. Ниту очекувавме дека нешто ќе се деси, бидејќи во претходниот период, значи за да дојдеме до тука имаше некои причини и скоро цела недела имаше некои тензии. Изјави дека СДСМ ќе влезат, ќе направат насилен инцидент и така натака, ќе го узурпира столчето на Трајко Велјановски. И ние буквално седевме тука. И ние не знаевме, дури бевме изненадени кога нашата пратеничка група почна да пее химната на Македонија. И тоа беше нашата реакција. Многу честна, многу отворена, со песна. Мислевме дека со тоа ќе пробудиме некое чувство кај останатите. Меѓутоа, некој може би имал некоја информација, јас не навлегувам, меѓутоа од вчерашните информации на господинот Артем Груби на Алса телевизија, дека со задача од господин Заев и со задача од господин Ахмети да Артем Груби и господината Чекеринска се сретнат и ги договорат за тој ден да се влезе и да се делува оперативно во собранието, а дополнително дека имало групи наоружени чекале на одредено место за да влезат тука, покажува веќе ја врти работата на друга страна. Тој договор се однесувал веројатно на изборот на Талат Џафери. Јас не ја слушнав, јас многу кратко. Мислам, спојувате сега две. Јас го кажувам мојот дел. Јас си бев на работно место, си бев тука и седев до крај. И понатоа ние цело време тука седевме. Не излегувавме лево десно. Луѓето што идеа, ги гледавме и ни беше сето тоа чудно. Нити знаевме дека колегите се горе, нити дека се случува нешто. Искрено ви кажам, сега зборот е мој, ваш, на колешката,
Некој пат и на Господ, Добро, која беше вашата реакција кога влегува луѓе со фантомки, со кацулки, ги видовте, тие влегува со сите други од надвор? Во секој случај, неубаво чувство. Во Македонија се случило некојаш и 2001 имало таков еден упад во собранието. И значи 2001 војна има. Да, се случило тогаш исто така, сакам да кажам сега се ова ситуација, меѓутоа 90% од луѓето беа постари од 60 години, половината беа жени внатре. Видов и луѓе, имаше секакви луѓе. Ми приде на мене една госпоѓа млада, беше така чудно облечена, дојде, сакам вода ми рече. И подадов едно шише, и после знаете каде ја видов на крајот? Мислам дека има на снимките. Седната на столот на председателот на собранието и со нозите на масата беше. Испружена така, беше облечена чудно. Добра, не си помислевте од кај се овие, кои се овие луѓе со фантомки, кои... Да ви кажам искрено... Од чија страна? Не знам. Значи, не се исплашивте, нели? Апсолутно. Јас сум спортиста, борач сум по пределба професионалец бев едно време, меѓутоа никој не може да остане равнодушен. Сериозна беше работата, ние, впрочем и нашиот тогашен председател го осуди, тој настан на насилство, денес имавме изјава од господин Поповски, исто така го осудивме, тој настан и однесување кој беше на одредена група на луѓе и мислам дека тоа не е во ред. Меѓутоа, барањето одговори ние во моментов како партеници не можеме многу да го дадеме. Јас ви го кажувам искрено тоа што го мислам, а повеќето тоа го чувствуваат. И колегите не знаевме дека се гори, искрено да ви кажам. Дел од тоа се повеќе снимки кои на некој начин секвенци даваа во однос на тоа што се случува. Меѓутоа мораме да ги бараме и причините на однесувањето на луѓето. Зошто дојде до оваа ситуација? Видовме таму имаше прекршување и на деловникот, и на уставот, и на законите, назначување на пратеник кој не беше во ред. Тука имаше луѓе како Ферит Мухич, како Горан Мисовски кој прекршија деловникот. И сега во овој момент колку и да зборувам, верувајте, нема да дојде тоа до некоја решавање на проблемите. Господин Заев, знаете што рече во еден момент? Победникот ја пишува историјата. Тој ја пишува сега историјата. Меѓутоа ќе дојде време кога ќе се кажат работи. Јас ви гарантирам, не е така како што изгледа дека и прстот е насочен кон ВМРО ДПМН. Може би имало грешки, не знам. Не можам да кажам. Меѓутоа ми се чини дека по ово што го слушнав сношти од господин Тартан Груби, дека имало договор и дека тие седнали и ги договориле одредени детали. И дека и дека имало служби и луѓе кои се во чаир, спремни, со наоружени со пушки. Тоа веќе страшна работа. Тоа покажува дека веќе значи не сме ние тие. Да, господинот Заев исто кажува во интервјуто пред малку што го слушнавме дека почнале луѓето да се организираат и членови на СДСМ има информации за чаир, за предпоставуваат и други групи. Како од оваа дистанца тоа изгледа временска од една година? Мене ми е драго што после една година сум во истото студио. Јас гостував во Топ тема на 5 мај, неколку дена по настаните на 27 во собранието и стојам на сето тоа што го искажав тогаш по однос на квалификациите, инспираторите, мотиваторите, организаторите, извршителите, што не беше во ред. И имав прилика во оваа година да ги следам институционалните реакции по однос на постапувањето по однос на обвинетите за настанот, меѓутоа она што ми беше примарен фокус е парламентот и начинот на комуникација со колегите од опозицијата. И мене ми е драго што од оваа временска дистанца можеме поинаку да разговараме за настанот, може би со поголема трезвеност, особено од страна на пратениците од опозицијата, бидејќи во многу неформални контакти со нив гледам искрено неодобрување на дел од настаните кои што се случија на 27 и тоа е еден добар исчекор по однос на крутите размислувања кои што владееа во неколку месеци после настанот, особено во оние барањето на причини зошто се случило насилството, иако за ниту едно насилство не може да оправда ниту една погрешна постапка, колку и таа да е била погрешна, но не сум убедена дека постапката на избор на председател во собрание беше погрешна. Тоа можеме правно да го дебатираме, меѓутоа фактот дека се случи насилство организирано, мотивирано, инспирирано политички, дека тоа беше еден психофизички терор над пратениците, беше едно
недозволиво самовластие што си го зедоа граѓаните кои што влегоа во собранието и беше една добро осмислена диверзантска вежба, условно кажано вежба, која што требаше да заврши со атентат на идниот премиер на Република Македонија, е нешто што не може да се исклучи од овие дебати и не може да се негира како факт. Јас не сум била во комуникација со нашите општински организации по однос на ова што го слушнав во интервјуто на председателот Заев, иако во пост анализата на настаните слушнав дека имало сериозно предупредување да нема никакво движење на партиски активисти близу собранието и никакви провокации по однос на граѓаните или други ликови кои што биле забележани во собранието, за да се одржи состојбата стабилна, безбедна и да нема импликации на граѓаните. Она што се случува во собранието да биде во рамките на собранието и да не излезе надвор. Она што го исто така го имам како информација е дека и дел од пратениците од Демократската унија за интеграција имаат контактирано со дел од нивните членови активисти, за да исто така не се презема никаква активност по однос на тоа што сите го гледаа на телевизија и реално има некаква инспирација да тргнат кон собранието. Јас можам да се сетам на моите 3 пораки кои што ги пратив при исклучување на батеријата, бидејќи бев во галеријата со колегата Павле Богоевски, штитејќи ги пратеничките од Демократската унија за интеграција кои што беа предмет на напад. Моите 3 пораки беа до сопругот и беа со следнава содржина. Јави се на мајка ти да ги прибере децата дома, јави се на мајка ми кажи дека сум добро и ти да си останеш таму кај што си. Имајќи во предвид дека тој беше на работа и овластено службено лице и секако дека во дадени моменти или по задача или по наредба би можел од старешини да биде дел од овластените службени лица кои што можат да преземат активност. Она што колегата Трајко Димков го истакна, јас сакам да го потврдам, а тоа е фактот дека голем дел од пратениците од опозицијата не беа свесни што се случува во собранието, иако не ги оправдувам во делот на аплаудирањето, на говорот на водачот и главниот говорник на протестите за заедничка Македонија, кој што каче на парламентарната говорница, прогласи Народно собрание, а нашите колеги аплаудираа. И тука малку ме збунува моментот дали тие со тоа не признаваат некаква друга власт, освен она која што денеска ја практикуваме. Но факт е дека многу од колегите, претпоставувам, не знаеле што се случува во пресцентарот, иако имаше таму колеги кои што направија сериозен обид да спречат насилство. Да кажеме, дури и поранешниот министер за здравство и пратеник Никола Тодоров беше дел од нападите од истата толпа која што кога се обидуваше да направи некаква заштита на луѓето кои што беа повредени во пресцентарот. Колегата Владко Ѓорчев направи искрен пристап во дел на неговите действија во пресцентарот, но она што, да кажеме, ме изненади, јас тука ги правам тие паралели, бидејќи тие двајца пратеници беа исклучоците од покажувањето на поинакво поведение од останатите колеги, дека едниот после 27 се даде оставка од пратеничката функција, а другиот некако ја измени својата изјава на неосуда на 27. Добро, да ги оставиме да случувањата внатре. Да, секако. Господине Димков, Христијан Мицковски во едно интервју неодамна кажа дека амнестијата би била државнички чин. Дали ВМРО сметате дека треба да има амнестија за учесниците во насилствата на 27?
во животот сакам да се поставам одредени принципи како да се раководам и како е најреално. Принципот на еднаквост е нешто што можеби ќе ги реши сите проблеми. Законот како за мене, така и за вас. Во однос на тоа, сметам дека и мене ми беше идејата кога и председателот Георги Иванов направи една амнестија во односи на бомбите и така натаму, нешто како решение. И мислам дека треба да биде. Зошто? Во Република Македонија имаме луѓе кои многу пати сгрешиле во животот. Сведоци сме сега дека се амнестира илјадници луѓе кои биле во затвор. Поред ја таа политиката на СДСМ, не навлегувам во целата работа. Во моментов се води истрага на 400 луѓе, скоро сите се од ВМРО да помане. 100 луѓе од партијата им се одземени пасошите. И сега, ако ги гледаме така работите, ми се чини дека малку е селективно. Го немаме принципот на еднаквост. Ние мораме да разграничиме некои работи од насилство и од решавање на проблемот. На Македонија конечно и треба мир и општо помирување. Да. Општо помирување меѓу сите нас, пред се меѓу македонците. Тука ако ги земеме албанците, тука јас мислам дека не е проблемот со нив. Битката е меѓу македонците. Постојано, не од сега, можеби вековна е битката, како некои две идеологии, како да сме поделени две држави и доколку не се помириме ние како македонци, ние тука многу лошо ќе поминеме. Ние мораме да изградиме став заради сите нас, заради децата. Премиерот Заев излезе во околу 16 часот, како што најави во интервјуто и рече дека за амнестија не сака ни да дискутира. Очигледно дека имало некои разговори околу такво нешто, меѓутоа и јас не ја чув изјавата на господин Мискоски. Меѓутоа се водев по изјавата на господинот Иванов. Логично гледање, јас сум таков, може и по природа, нели? И најлогично решение ми е тоа, затоа што сум поминал многу во животот, сум имал многу препреки и можеби ние треба еднаш да застанеме. Во целата работа, ако се вратиме од другата страна, еве нека биде изјавата негова, нека се тера по свој. Јас реков, тој е победник, тој е пишал историјата. Меѓутоа во некој следен период ќе мора да се каже. Вчера кажа луѓето дека биле спремни и разговарале. Зашо разговарале се, ајде? Господина Шикеринска и Артан. Дали овој сценарио тие го спремале? Дали некој инструирале? Ајде се прашаме, дали тие луѓето со качулките биле од ВМРО или СДС? Кој ги пратил? Значи сега тие се работи што јас да ви кажам искрено, не знам. Има луѓе што викаат дека можеби тие се инструирани луѓе, можеби некој од надвор, имаше таму луѓе од други држави. Секакви полицајци што биле на работа, што не биле на работа. Значи, искрено мораме и ние мораме, ако сакаме правилно овој проблем да го решиме, ние мораме еднаш да му ставиме крај, да седнеме и да разговараме за него. Јас во тој дел и апелирам о помирувањето, да седнеме и да видиме кој додека е, доколку некој направил поголем прекршок, насилство и така натака. Меѓутоа, сега поштено да ви кажам, имаше луѓе таму што се осудени за тероризам. Дали Дурловски, дали некој чисти поводи, дали Јовановски или како беа, 5 уметници, те се врвни уметници во Република Македонија и не мислам дека да, и сега видите ви кажам, не е фер. Тие луѓе се толку, јас мислам дека многу чиста причина. А зошто дојде до таа работа? Морам и тоа. Значи морате тоа да го. Постојано го истакнувате описиот Дурловски, заборавајќи дека таму има многу. Ви кажуваме на работа за тиранската платформа. Од тука почна приказките. Се почувствуваа луѓето загрозени. А ние не сме против. Само една работа околу албанците, бидејќи многу пати мене ме критикува. Ал јас сум потекло по мајка и по татко од Егејска Македонија. И во еден период 48 година македонците. Добро, немаме многу време. Нема време. Меѓутоа само да ви кажам за ова една секунда за да се расчистат некои работи со македонци и албанци. И зошто е битката меѓу македонците? Албанија дозволи на македонците од Егејска Македонија по гиганската војна да влезе, југославенската власт не дозволи. Македонија реципрочно дали тогаш или не во Косовската битка многу помогна. И така да односот на македонци и албанци освен во конфликтот 2001 немаше некој поголем проблем во историски гледни работи. И приказната дека некого е против албанците или не е погрешна, а дека има проблем во македонската средина и тука треба да го решиме и можеби законот за амнестија дефинитивно ќе ги реши проблемите. Се согласувам. И јас искрено го очекував ова прашање и бидејќи го слушам така провејува во политичките кулуари околу можна амнестија, тоа само ќе биде доказ дека ние во Македонија градиме култура на некасливост. И јас сум исклучиво против тоа. Зошто? Затоа што ако ние имаме затвореници кои што лежат за 8 тегли ајвар, за 100 кебапчиња, и за многу други работи, овдека зборуваме за амнестија, некаква амнестија, политичко решение на еден
кривично правен настан од невидени размери, кој што треба да заврши со наводно помирување. Јас не сум убедена дека помирувањето, начинот на помирување може да се постигне преку амнестија. Јас понудив неколку начини на помирување во собранието, за жал опозицијата, дел од пратениците, од оправдани причини не можат да преземат товар на себе, тоа да го направиме, а тоа е со усвојување на една заедничка декларација за осуда на насилството и за сето оно што се случи на 27 поврзано со насилните настани. Тоа ВМРО ДПМН е како пратеничка група за да можеме да да објаснам. За да можеме да испратиме порака на граѓаните дека ниту една партија во собранието не толерира насилство. Од кои причини за да можеме го да рефлектираме. Па гледајте, јас не можам да зборувам за причините, меѓутоа можам да тврдам дека многу од моите колеги опозиционери кои што имаме комуникација и лична комуникација изразиле стравување и изразиле страф за дел од заканите што тие ги добиваат од истите овие луѓе кои што со качулки или под знаме, под бајрак, под превез на патриотско друштво добиваат закани. Им доаѓаат и дома, им праќаат и по мобилни телефони, им се закануваат и ним доколку не застанат цврсто во одбрана на нивниот акт во собранието. Да не заборавиме дека и актуелниот председател на ВМРО ДПМН ги има истите закани, ги има истите вознемирувачки пораки што ги добива, и тоа зборува за една неможност опозицијата сега да излезе од онаа матрица која што е оставена во наследство на мотиваторот и инспираторот на овие настани од 27, а тоа е Никола Груевски. Имате ли вие закани? Кучан Ѓучев вчера се закануваше. Не, ви имате ли вие закани за ова е надвор од тоа што го зборуваме? Искрено да ви кажам, имате ли вие закани како пратеник од Јас лично немам, меѓутоа разни информации има за разни колеги и тоа е поединечно. Во однос на тој мене ми се јави и жена ми, мајка ми, сестра ми, керка ми, син ми вознемирени, тогаш беше настан многу сериозно, и бабата ми се јави. Значи скоро цела фамилија во однос на тоа што се случува. И беше сериозно. Меѓутоа заканите, ова што го направи Кочан Ѓушев беше веќе не е фер од таа позиција на таа сила. Во однос на, сакам да ви кажам, во амнестирањето и зошто треба да биде. Тоа веќе го прави Социјалдемократскиот сојуз. Во ред, амнестира некои луѓе што не били така натака, треба да им се даде простор. Сопот се амнестира, Смилковско, да се вратиме кај заканите. Заев се води постапка и тука ќе видиме како со господин Заев доколку. Вие не имате закани, но знаете за други ваши колеги дека има. Не, реков, може би има кај некој, јас немам информација кој и како, меѓутоа, во односот на судењето и постапките, господин Заев се толерира во однос на судските постапки, каде што во однос на другите постапки кај колеги и пратеници, колеги од ВМРО ДПМН секојдневно се случуваат некои работи. Затоа принципот на еднаквост мора да го направи. Ама еднаквоста не се воспоставува трајко со амнестија. Да бидеме начисто. Воведување на преседан на амнестија на ваков политички на ваков настан. Нека нема амнестија. Од каде? Дали сметате дека Заев не треба прв да биде затворен? Сигурно не сметам. Во судска постапка треба да се докаже дали некој е виновен или невин. Дали сметате дека само ВМРО ДПМН учествува во бомбите и само тие кажале нешто или не кажале? Јас не сметам дека дали ВМРО ДПМН се водат 400 постапки против ВМРО? Не е фер. 100 пасоши се земени. Кој е политички реваншизам? Тоа е сериозен проблем. Значи и сега барате од друга страна да го прави на еднаквоста или нееднаквоста пред законот. Криминал. Јас сум избркан 2003 од работа. Најдобар спортист бев. Зошто да ме прашам? Заради реваншизам, затоа што бе ВМРО ДПМН. И секојдневни се заканите, додека не го надминеме тоа, додека не се помиреме ние со себе, да ги оставиме луѓето да се работат, ние никој па државата нема да ја водиме правилен правец. Со ова си правиме проблем, почитувана колешки. Ние мораме да седнеме и да разговараме. И доколку, еве, и амнестијата нека биде нешто што е како што треба, нека се осудат тие што... Јас очекувам законот Никола Груевски да го напише. Претпоставувам, бидејќи тој е највеќе мотивиран да има ваков закон, затоа што тогаш би се исклучило целокупната одговорност
и за луѓето што ги пикна во мислам дека Заев притвор. треба да биде тој, како што рече сега, идам се подсетувам на изјавата на жртвата што требаше да падне, треба да биде големиот патриот македонец, нека рече јас од тука простувам на сите, еве нека биде така. Големите патриоти тогаш ќе бидат тие кои што сакаат да го убијат Заев. Не, не точно. Трајко, ако според ова што го слушнавме вчера, дека некој подготвувал таму веќе оружени луѓе да влезат натре. Не, да фокусира јавноста по однос на така рекла. Проверете, јас се извинувам ако не така се некој да го злоупотребам моментот. Вашиот нов лидер е математичар. Така, математичар. И по ова ваша логика, неговата математичка логика дека 2 плюс 2, не по оваа математичка логика не се 4. По ова математичка, неговата математичка или вашата математичка логика, за амнестија треба да бидат 6. Так, тоа не оди така. Тука, значи, по мене, најдобриот чекор за се народно помирување после ваков настан е стоење исправено пред македонската јавност, позиција, опозиција. Кој е прав, кој е крив? Не, не сме ние суди. Не сме ние суди во собранието. Не. Значи, верувајте, немаме логично однесување. Никој не слуша. Не зборувам за судот. Во овој момент, судот. јас ви кажувам, памтите ми го зборот. Дури ни по 5 години нема реално да се зборува и да се кажува. Се е толку затоа што секој си гради значи, се своја плашат вистина. луѓето. Секој гради ми вика своја вака, вистина. ми приоѓа еден човек, викам идат извршители. Како бе викам тоа се стопира со закон за извршители? Не бе викам идат. Трошкови имаме, проблеми имаме, пензиите не се покажат. Слушајте ви кажам, и му викам, се намалија, вика контролира правото до кај. Зошто не реагирате? Никој не реагира. Верувај ми, да ми го памтиш што ти го зборам. Не реагират луѓето. Се плашат, вика страшно, вика не смееме да презбориме. Ајде да се вратиме. Не е така, ќе видиш дека не е така. Да се вратиме на настаните во собранието на 27 април, зашто е оваа емисија. Ниту новинарите во собранието никогаш нема да го заборават 27 април, некои од нив исто така беа повредени, но тие беа очите на јавноста и ги иницира веројатно и тој револт надвор за кој сега прв пат слушавме. Нашата Билјана Николовска беше дел од екипата на Телма, која известуваше таа вечер од собранието, а еве нејзината ретроспектива за настаните. 27 април пред точно една година, 20-тото продолжение на конститутивната седница заврши околу 17:30. Навидум изгледаше како и сите претходни со јавници реплики, но заврши со пеење на химни, првен македонската, а потоа и албанската. Денес над Македонија се раѓа Ред фламури тонте прбашкуар. Половина час подоцна се избра нов председател на собранието. Кренати раце од една страна, свирежи и повик дека се работи за пуч од друга страна. Сепак Талат Џафери стави подпис дека е нов прв човек на собранието. Председателот на собранието да ја подпише свечената изјава. Во исто време се одржуваше нов протест на иницијативата за заедничка Македонија. Околу 18:30 излезе од контрола. Граѓани ја прескокнаа заштитната ограда и се доближија до влезните врати на собранието. Во исто време во прес-салата, новиот председател Талат Џафери држеше пресконференција. Законите, прописите се јасни и затоа никој во оваа зграда нема причина да брине за својата безбедност. Во холот луѓе со фантомки веќе ја насочуваа масата кон прес-салата. Полицијата и тука беше пасивна. Додека во прес-салата се случуваше вистинска драма, толпата маваше по пратениците со се што ќе стигне. Се слушаа закани по живот и се гледаа раскрвавените глави. Во холот влегуваа нови групи луѓе, меѓу нив директори на институции, градоначалници, административци, новинари, полицајци во цивилки. Таму беа и организаторите на протестите и дел од пратениците на ВМРО ДПМНЕ. Господине Муковски, Немам коментар, извинете. Што се случи?
Јас извинувам, малце подозна. Речиси 2,5 часа траеше самоволието низ собраниските ходници. Во салата Македонија се пееше химната. Надвор масата ја опколи зградата. Исто толку време полицијата не реагираше. Граѓаните на телевизија во живо го гледаа настанот, кој подоцна ќе се запише во поновата македонска историја како крвавиот четврток. Во овој момент дел од граѓаните влегуваат во собранието, во прес салата на собранието. Дали знаат каква е одговорноста за нивните протести кои што ескалираа денеска? Еве како што можат и гледачите да приметат, забележат, само што до мене промина човек со црна маска кој што го крие сопствениот идентитет. Пресврт се случи во 21:30 кога започна акцијата за извлекување на повредените пратеници и новинари. Никој од насилниците не беше уапсен. Исходот беше повеќе повредени пратеници, меѓу кои најтешко Зијадин Сел од Алијанса за албанците. Имаше повредено и новинари. Што се случи на 27 април? Кој и зошто дозволи крв да се пролее во собранието? Дали Македонија завлакно избегна граѓанска војна? Многу прашања, а малку одговори имаше денови после крвавиот четврток. Одговорноста први почна да си ја префрлаат од една страна тогашниот министер за внатрешни Нухиу, од друга првиот човек на кризниот штаб Чавков. Се до 20 часот раководителот на штабот, господинот Митко Чавков, не беше достапен за мене, иако го барав и телефонски и лично во оперативниот штаб. Не постоја никакви дојави дека во текот на вчерашниот ден ќе се случи некаков инцидент. Затоа, полицијата стандардно, по веќе поставениот план, со истиот број на полициски службеници, го обезбедуваше собранието. Вечерта во топ тема на ваша страна во одделни интервјуа зборуваа и лидерите Никола Груевски и Зоран Заев. Ако во салата, кај што беше он, имате 100, 200 или не знам колку луѓе, на 3 метра од него, на 5 метра од него, и ако дошле со таква умисла, значи ако дошле стихино маса влегла на народ, па револтирана, па не прави некои чекори што ги прави, тука баш ако дошле да губиат, може да губиат до него беа, така? Значи не им била намерата да губиат, туку веројатно ги понело револтот. Имаше овде новинари, позади нас имаше камерман човек, кој што се затекна тука и тука беше готово. Секој чува главата, благодарение на личното обезбедување пред се професионалното на Оливер Спасовски кој што го има, моето приватно обезбедување кое што го имам. Топ тема на ваша страна ги објави видеоматеријалите од безбедносните камери во собранието. На нив се гледа како двајца пратеници ги отвораат вратите за да влезат толпата. Други го гледаат ова, а собраниското обезбедување не реагира. Скандалот доби на интензитет додатно кога Телмо објави и дека српскиот разузнавач Горан Живајевиќ бил критичната вечер во собранието. Се фотографирал, а снимал и видеоклипови. Во меѓувреме обвинителството покрена 2 нови обвиненија. Првото за насилство против Панче Ангело, кој на снимките од крвавиот четврток се гледа како ја тегне за коса пратеничката Радмила Шекеринска. Второто против 10 мина кои учествувале во претепувањето на пратеникот Зијадин Села. Сите ги товари за обид за убиство. Ангелов го призна делото, доби 4 годишна затворска казна, но не е задоволен од неа. Не беше удрена, само беше фатена за коса и тргната, и толку. Судењето за Села се уште трае. Сведочат луѓе кои гледале како го влечат и газат насилниците, но и новинари кои се сведоци на целиот настан. Утрото на 28 ноември со полициска акција беа уапсени, вработени во МВР, луѓе од кризниот штаб начело со првиот човек и поранешен директор на БЈБ Митко Чавков и дел од собраниското обезбедување. Пратениците, меѓу оние кои завршија со лисици на раце, беа и организаторите на протестите. Уапсени беа и првите луѓе на патриотските здруженија. Сите се теретеа за терористичко загрозување на уставниот поредок. Речиси сите уште истиот ден завршија во притвор. Најголемиот дел затворски, помал дел добија куќен. Пратениците, повикувајќи се на нивниот имунитет, беа пуштени дома. Драмата повторно се префрли во собранието, каде беше изгласано одземање на пратеничкиот имунитет. 27 март, пред точно 1 месец, лично, првиот човек на државното обвинителство Љубомир Јовески го презентираше предметот Крвав четврток, кој го сработи обвинителката Вилма Рускоска. Не знам од каде вие
Мислам дека при излагањето на обвинението не беше спомнато дека е нарачател. Но Јовески тогаш не откри дека во обвинението Рускоска открила дека повик за организација на луѓето со фантомки стигнал од Виена од телефонски број 071 332 406, кој го користел бодигардот на екс-премиерот и председател на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Речи си незабележан помина и делот во обвинението дека во моментот пред пратениците да ги отворат вратите, пратеникот Љубен Арнаудов контактирал со еден од обвинетите, Никола Војминовски, кој бил надвор и го прашал: "Каде сте, што правите? Нели влагате?" Последен за кој медиумите објавија дека на распит бил повикан во обвинителството е поранешниот министер за транспорт Миле Јанакиевски, оти и тој имал зачестена комуникација со обвинетите пратеници критичниот ден. На 15 страници обвинителството направи речиси целосна реконструкција на настаните, кои ќе останат врежани во колективната меморија. Во нив едно останува енигма. Кој беше креаторот на сценариото наречено Крвав четврток? Да се подсетиме што се случуваше, но и што следуваше. Судски процес се уште нема. Една година помина покрај сите снимки. Меѓутоа, од друга страна, Ременски, иако ги добивме, ние ги објавивме како медиум снимките од отворањето на вратите првпат во топ тема на ваша страна, беа потоа идентификувани и лицата кои учествувале, истрагата како да тапкаше во место, па дури некаде во јунија презема Одделението за организиран криминал. Дали недостасуваат клучни докази? Што е успеано во меѓувреме да се избрише? Сакам да ве вратам малце назад и да укажам на два клучни момента по однос на ова што го констатирате. Дека уште нема судска поставка. Обвинението скоро го изнесе јавното обвинителство против со обвиненијата против сите кои што се обвинети во случајот на 27-ми. И очекувам судскиот процес да ги покаже доказите и да ја утврди вината или невиноста на дел од луѓето таму. Меѓутоа, да не заборавиме дека во меѓувреме до конституирањето на новата влада, на актуелнава влада, тој премин, односно тој период многу вешто се искористи да се Скопското јавно обвинителство да постапува по смешни квалификации за овој настан, а тоа е учество во толпа. Да, и тие добија условни казни. И тие добија условни казни за дело кој што по ниту една квалификација во вакво образложение на обвинителството за организиран криминал е комплетно неиздржано. И во тие судски постапки, според мене, беа осудени на условна казна дел од клучните извршители и потенцијални извршители на настаните кои што требаше да се одвиваат во прес-центарот. Сега ова што го гледаме како обвинителен акт, според мене, во најголем дел ги опфаќа луѓето во делот на командната одговорност, кои што раководеле со Министерството за внатрешни работи и сите лица кои што биле опфатени во комуникацијата со луѓето извршители и организатори на настанот на 27-ми. Тука морам да додадам дека институциите има пречки во реализацијата на своите активности, вклучително и на она што значи бришење и уништување на траги за сторено кривично дело за кое што постојат сериозни секако. Верувам дека има и има еден момент што можеби никој досега не го експлоатира, а можеби тоа и ние како собрание и како преку собраниските комисии можеме многу убаво да го дознаеме, бидејќи јас и побарав од директорот на управата за безбедност и контраразузнавање на една од седниците да достави информација дали управата за безбедност и контраразузнавање преку својот оддел кој што е задолжен за следење на ваквите настани, особено по прашањето на загрозувањето на уставниот поредок, имала континуитет во информации и известувања дека и проценка дека може да се случи нешто вакво во собранието кое што е витален објект
за безбедноста на Република Македонија. Мораме да направиме разлика помеѓу оперативниот штаб кој што е формиран исклучиво од овластени службени лица кои што се во секторската надлежност на Скопје и Бирото за јавна безбедност. УБК не е дел во оперативниот. Се уште немам добиено одговор и јас очекувам дека тоа ќе фрли поинакво светло на сите овие настани и ќе потврди дека имаме целосна саботажа од одговорни луѓе во Министерството за внатрешни работи кои што имале должност да прибираат информации, да дават јасни проценки и предупредувања, а врз основа на тоа и организација и планови за обезбедување на настани за кои што можат имаат проценка дека можат да резултираат и со терористичко загрозување на поредок. Гледавме предлогот, реагиравте дека многу снимките прв пат ги гледате. Да, искрено овие снимки прв пат ги видов, затоа што најверојатно ми се сервира некои други снимки зошто и како. Меѓутоа во старт беа осудени. Кои сервираше? Фејсбук, телевизија, не знам, медиуми некои се можеби дури има впечаток дека многу често можеби се изразив погрешно. Оние снимки што јас успеав да ми дојдат пред очи на некој медиум или на Фејсбук, некако ми се вртеа еднисти. Се гледа малку различни снимки тука, најверојатно вие како професионална телевизија си имате своји снимки, гледам и новинарот ваш бил вклучен директно во целиот процес. Да, имаме многу повеќе, ова е многу мало. Најверојатно. Ки излезат и уште повеќе, верувам. Меѓутоа што се случи? Целиот овој настан во старт беше осуден и беше оквалификуван како најлошата квалификација за тероризам што не е во ред, искрено да ви кажам. Има таму луѓе кои буквално не знаеа ни зошто се. Не е тероризам, Трајко, терористичко загрозување на уставен поредок. Имам голема разлика. Голема разлика. Отворете го касето да ви кажам, ако прочитајте ги квалификациите, не манипулирате со јавност. Министерот Нохил го послачува прстот Кочавков. Не може и тој да се амнестира. Искрено, министери. Ајде се си правиме. Да, меѓутоа ја нема златната команда во хераријата на командување, да. Министер или било кој во една таква ситуација, тој мора да изреагира. Зошто е тој ставен? Ке чекам сега да ми се јават, па јас ке влезам ако треба таму, ке се соочам, ке видам што се случи, ке побарам луѓе. Има команда. Ама се не може да успори работата на таа страна. И во стартот најте се тргна со една квалификација и сега многу тешко ги фрлија предувите, се не можеш да ги собереш. Меѓутоа друга работа. Значи во однос на казната кај човекот што ја фатише Каринска. Не го оправдувам и не е фер. Греота е тоа што се случи. Зошто викам принципот на еднаквост се нарушен во државата? Павле Богоев и Туфик Джичи, еден куп наши колеги, си направија кариера врз услов на шарење, на мавање и на кршење на тоа беше атак врз председателот на државата, врз неговата канцеларија. Условно беа осудени. Зошто ги гледаме така работи? Дали некој бил предходно условен? Да причинување на материјална штета и загрозување на живот, значи не може да се спореди во ниту еден случај. Намерата некој да го впери прстот во ВМРО допомена и во раководството и во делот од некој мислам дека ви е погрешно. А дека играта е многу поголема и на вас ви е јасно. Јас не ја знам, меѓутоа чувствувам дека и со вчерашните изјави, дека нешто се спремало, некој се договарале, дека сакале тоа да го направат, веќе јас мислам дека значи, јас можам да дадам едно поинакво светло на почетокот дека тие денови во собранието се очекувале не, видите да ви кажам што се случи, за да расчистиме за таа ситуација. Одеднаш што се случуваше? Ни викат вака. Значи една неделја, ние не знаеме дека тој ден нешто ќе се случи. Има намера СДСМ да влезе да направи и сега дали ни пуштија Што да влезе? Ние бевме во собрание, каде да влеземе? Се сеќавате, ние во еден период останувавме на крај после седниците, после ни заминувавме. Намерата била на Социјалдемократскиот сојуз да влезе таму да го изгласат председателот, како што го направи. Разбирате ли? Ние бевме таму, не влеговме, сите бевме таму. За претходно збору. Значи за моменти кога се движеа. Ама тоа вие сте ги добивале таквите информации. Предпоставувам од оној параполициски штаб што сте го имале во партијата. Не, каков параполициски ме молам, не. Не ги немате информациите, Трајко. Параполицискиот штаб што функционираше во партијата беше во консултација. Меѓуетнички во Чаев. Не. Имаме општински организации. Аеродром, каде беше и во штабот. Значи вашите беа спремни. Немавме, ние нити имавме, нити спремни. Сериозна разлика има помеѓу општински организации. Господин Заев испадна и кажа дека имало спремни луѓе за борба што ќе го направат и ало председател дали треба да одидеме сега си кажам
каже човекот, Значи, зошто не го призна? не ја дефокусирај темата. Да го вратиме заедно сега. Еве да замолиме Сања да го врати. Да видиме заедно што каже. Ова немаше да се случи. Заев си каже самиот. Ние се спремавме, ама бидејќи е многу миролюбец стои, не ги повика луѓето. На институциите и граѓаните беше во еден човек од функција на 75 години ја фати за Коста Шекеринска и го судија 4 години. Луѓе има тука што убија луѓе со слободија и ладници амнестирани луѓе и вие зборуваме за значи не. Оние кои се обидоа да го убијат села денеска на судењето, еве пред да влеземе во емисијата, мојот колега се врати, ја гледал снимката каде што убаво се гледаат и сторителите и насилниците како го удираат прво со еден од телевизорите во собранието, потоа на земја го легнуваат и го удираат. И тоа го изедначувате вие со еден старец кој имал намера. Вие правите некаква може би ваш печат. Ајде, не со Ве прашувам дали треба да одговарат нападачите врз села. Партијата официјално си го осуди ова. Што е моето барање? Во принципот на еднаквост. Ако се осудува некој човек што на Шекеринска ја фатил за коса, во ред. Мојот уште не е осуден. Од кој што носев модрици. Не го знам ова. Не, ни Жало, не го знам, не знам, не. Јас не ги знам, затоа што вашето состојбе, тоа што ви се случуваше, не го знам. Можеби е најголемата грешка што не седнавме да разговараме на оваа тема, можеби ние не сме поразговарале. Значи, можеби требаше да се направи една отворена дебата, да седне да речеме луѓе, ајде да видиме кој. Тоа беше мојата иницијатива. Искрено ви кажам. Меѓутоа за жал не ја прифатија. Нити институциите, нити било што дозволува во овој момент да имаме правилна и реална проценка. Не се дозволува. Ова што се случува сега е насочен прстот кон ВМРО да помене. Па сега одеднаш му текне се јавил некој со телефон од не знам каде па давал диригенции и инструкции. Значи инструирана работа по секоја цена да се впери прстот во се. Не е така. Јас ви гарантирам. Ако луѓето во неколку моменти заед вика ние собираме луѓе кои ќе ме прават, од кого ме прават, кога си ги собрал, зошто си ги собрал, како биле наоружени, вика со калашникови биле наоружени. Не, така е се, како не е така. Ниту калашникови беа спомнати и беа членови на општински штабови кои биле вознемирени гледајќи како што вашите беа на протест пред собрание, нашите беа во општински штабови. Како сега да бидат оправдувани за насилството? Значи треба да мешате една работа. Заедничка Македонија друга приказна. Заедничка Македонија и луѓето што влегаат, искрено сајам, идат луѓе преку 60 години. Половината беа жени. 90% беа над 60 години. Морам да ве прекина во обвинението, пишува дека еден од тие Богдан дека е во директна комуникација 3 дена претходно со лидерот на партијата Груевски. Не се сите старци кои да ви кажам искрено, кога сватих по кој принцип ги ловат, и се уплашив искрено да ви кажам. И сега се преиспитував тоа, вече со кого јас зборувам. И мислам сега, викам сега со жена ми зборев. Мајка ми се јави едно време. Викам луѓе, ај случајно му се јавив на Груевски некош, ми требаше нешто. Не, јас зборувам за организација. Сега да ви кажам, не со семејство. Значи, сега да ви кажам друга работа. Стоев позади на една врата. Едно време дзирнав од вратата. Знаете што се случи? Среќа викам што не ја појде до главата повеќе. Само погледнав. Само што се случи кога беше песната и химната. И тука застана приказката. И сега викам, ако случајно се појавив јас, на кого ќе докажев од вас дека јас сум или не сум таму внатре. А стоевме тука. Ние буквално излеговме, реагиравме. Видете да ви кажам. Честно и поштено, со песна излеговме. Не реагиравме. Горан Мисовски направи голема злоупотреба и Ферид Мукич и кога и да ќе одговарат за ова. Криминално дело е. Криминално дело е. И треба амнестија. Не, добро. Не видя за тоа дека сме биле пејачи и тука малку мора да направиме пауза за реклами, се враќаме повторно. На крај сме од емисија. По сите на оние страшни слики од собранието кои ќе ни се врежат на сите во паметењето, опозицијата се врати во собранието и собранието конечно една година потоа почна да функционира како што треба. Како дојде до тоа, Ремески? Како се дојде до политичко помирување? Па гледајте, ние политичко помирување сега во смисла на ова, ако го зборуваме за 27-ми, се уште сме во фаза на некаква неформална, лична дискусија
лични осуди, дури еве и во зад камери едно зборуваме, некако јавно тешко го правиме чекорот тоа што го мислиме да го кажеме. Предпоставувам пак е тоа заради таа некоја наследена партиска матрица или очекувањето од тие луѓе што очекуваат некои исти контекст на разговор по однос на настаните наспроти еден друг правец, но по однос на одредени политики кои што се изродија како резултат на политичкиот диалог по прашањата на реформските пакети на закони, ние заклучивме дека имаме многу поле за соработка и дека токму можеби и тие контакти кои што ги имавме по прашањето на дебата за законите, имавме и неформални комуникации по други прашања за да заклучиме дека ние имаме... Дали некој посредуваше во тоа? Имаше ли медијатор? Не. Странските дипломати. Како ја воспоставивте комуникацијата директно? Комуникацијата помеѓу нас, колегите во собранието, не беше со никакво посредство. Ние имавме неколку работни групи кои што работеа во континуитет, се состанувавме, дискутиравме за прашањата, значи секој застапуваше секако и партиска логика, меѓутоа најдоброто решение во законите што ги донесовме беа решенија од интерес на граѓаните и така очекувам да продолжиме и понатаму, имајќи го во предвид фактот дека и самата опозиција, анализирајќи ги сите овие настани наназад, вклучително и 27-ми, заклучи дека не се прашања кои што носат политички бенефит, туку дека треба секако да се влезе во една друга политичка матрица која што значи споделување на придобивките од и добрите резултати. Она што го гледаме е навистина конструктивна улога и во парламентот. Секако, да. Има информации дека наместо протести кои се најавува, почнувајќи од мај, се досимнување на ненародната власт на СДСМ начело со ЗАЕ, ВМРО ДПМН сепак одлучи да одржи само еден протест во мај. Дали има одлука на ниво на партијата и дали е тоа во контекст на оваа конструктивност што ја покажува во собранието? ВМРО ДПМН е одговорна партија, државотворна, и е прва партија која кажа во кој правец треба да се движи Македонија уште 1993 година. Евроатлантските интеграции и правец беа основата на работата. Во тој правец и сега, во интерес на граѓаните, ние сработивме многу. 7 позитивни извештаи, во интерес на 8-миот и на мерата да се стабилизира државата, иако опозицијата можеше голем дел, барем 90% да ги донесе како реформи, пакет на реформи, законите, меѓутоа со намера да го добиеме позитивните извештаи, бевме свесни дека го правиме тоа за граѓаните Република Македонија и да учествуваме во едни преговори каде што дел од законските решенија. Дали ќе организирате протест во мај? Дали има донесена дефинитивна одлука? Па мислам, не сум сигурен, имаше најава. Не сум сигурен дека мај, можеби јуни ќе биде. Не знам како е, така да немам информација за ова, не можам да ви кажам затоа што не сум дел од извршниот комитет, ова што го слушав од медиумите. Меѓутоа ние ќе останеме, јас сакам да останеме, конструктивна опозиција, ќе реагираме, ќе укажуваме на сите слабости кои ги прави Социјалдемократскиот сојуз. Се надевам дека ќе не послушат. Има многу препреки, има многу пречки, задолжувања и така натака. И за крај, инако со една реченица, една година по 27 април, што научивме и што никогаш нема да повторите секој од вас како партија? Знаете, како партија јас не можам да генерализирам, можам лично да зборувам. Со целата смиреност и посветеност што ја имав пред една година, сум и денеска, свесна за сето ова што се случува и за сите искажани зборови по однос на настанот. Стојам максимално за тоа. Што научивме? Јас од секогаш сум приврзаник на ненасилство и мирно решавање на било какви спорови или конфликтни ситуации. И секогаш сум застапник на тезата дека граѓаните на Република Македонија немаат причини и не треба да бараат поводи, дека нема таков повод
што може да ги инспирира на насилство. Очекувате ли судска расврска на... Очекувам, да. И проширување на обвиненија. Дали нарачателите да излезат конечно на површина? Да, затоа и реков, и проширување на обвиненија. Господине Димков, по 27 април лани годинава, што може да заклучите и што... Јас тоа можам да заклучам. Јас да ви кажам, едно што заклучам, дека ние имаме најслаба влада од историјата на Македонија, како што постане. Жалам за тоа. Милион примери ги имаме. Меѓутоа, тоа е нивна определба, така одлучија да прават, заселени се и ќе кажам една работа. Јас мислам дека ќе биде најуспешна. Не обвинувате дека бевме заробена држава. Не ние. Вие го измислите терминот. Знаете каква е ова влада сега? Приватна. Ангюше си прави... Не, фамилиарна беше. Приватна фирма. Приватна влада. Си прави закони за неговите фирми, заев си купува фирми, си го фатија цел бизнис, и моментално влада немаме. Очигледно... И друго дека слабо работат е следната реконструкција. Тоа покажува. Министер за правда немаме. Вице-премиер Самка Ибринска си отиде. 2 месеци чекавме министер за здравство. Ова реалност очигледно добивме дебата што ја немавме. Меѓутоа, кружам рака, сакам да има помирување, да седнеме, да разговараме, не навлегувам во понатаму како се движат работите, бидејќи не застанува животот тука, ние треба да живееме, има деца, треба да понатаму да раснат и ова држава да ја градиме во еден правилен пат. Јас верувам дека до следниот 27-ми ние во собранието како колеги ќе направиме многу повеќе за ова што го зборуваме по однос на релаксирањето на односите помеѓу граѓаните. Да, иако се надевам дека дебатите нема да изгубат од жестината. Не, секако, додека нема судска разрешница, сигурно нема. Во емисијата за крај ќе го видиме извештајот од доделувањето на наградите за граѓанско новинарство од конкурсот што го организира Македонскиот центар за меѓународна соработка и телевизија Телма во склоп на емисијата Топ тема на ваша страна. Создавање на ангажирана и критички настроена јавност, како и создавање мост помеѓу граѓанското и професионалното новинарство. Ова беа пораките кои граѓаните новинари ги испратија на доделувањето награди за најуспешни истории и фотографии на 2 конкурси организирани од Телма и Македонскиот центар за меѓународна соработка МЦМС, како дел од Топ тема на ваша страна. Тие велат дека со своите кратки вести и истории покажуваат волја да не бидат само неутрални наблюдувачи, туку и активен учесник, како и да ја прикажат промената што сакаат да ја видат во општеството. Тука кога ја гледам улогата на нас граѓаните, дека ние може да бидеме тој линк што ќе даде поголема тежина на медиумската покриеност. Првиот конкурс беше објавен во август, а фото и видео стории почнаа да пристигнуваат веќе во септември, велат организаторите. Наградени беа Сашко Тодоров за приказната Девојката со осите и Александар Стеванов за приказната Загаденоста во околината на Штип. Вториот конкурс Телма и МЦМС го објавија минатата зима, а за него беа пријавени 42 записи од граѓански новинари, во кои преовладуваа фотосториите од областа на образованието, екологијата, корупцијата и дискриминацијата. Првата награда за овој конкурс заврши кај Тони Таневски, а наградени беа и Марина Тошевска и Викторија Јовева. На тема екологија за своите репортажи награда добија Маријан Јаневски, Емил Новевски и Роберт Пановски. За фоторепортажа од областа на дискриминацијата награден беше Бојан Велески. Заради квалитетни пријави и дел кој остана од фондот на првиот конкурс, доделени беа и 2 признанија за приказните на Даниела Прнарова и Здравко Тумбовски. Телма и МЦМС со поддршка на УСАИД спроведува и истражување за јавното мислење на различни општествени теми. Сите содржани во една збирка насловена Аргументи. Со самиот начин на презентација на тие истражувања, ние се обидовме да допринесеме и за нешто плюс во општеството што во одреден период не достигаше. Ние се обидуваме да се прилагодиме на реалноста на 21. век, каде што телевизијата како медиум веќе мора да отстапи од традиционалната форма дека телевизијата прикажува, граѓаните гледаат. Во следниот период истражувањата ќе третираат малку поинакви теми, не само чиста политика, туку теми кои што се од интерес на граѓаните. Своја поддршка за активностите на Телма и МЦМС даде и УСАИД, од каде што велат дека во општества како нашето потребна е голема јавна дебата и нејзина медиумска застапеност. Затоа велат, значајно е присуството на проект како Топ тема на ваша страна со својот придонес во заедницата.
Овде во Македонија, програмата на УСАИД ја поддржуваше топ тема на ваша страна, за да може да придонесе кон медиумската транспарентност и разноликоста во Македонија. Ние помогнавме ова важна програма да продолжи со нејзиното известување базирано на факти и да создава можности да може да ги опфати, да стигне до заедниците широм Македонија, за да може да ги приближи вестите поблиску до граѓаните, како и граѓаните да може да придонесуваат кон известување. Топ тема на ваша страна продолжуваат со сите алатки за поголема интеракција и вклучување на граѓаните за јавна дебата. За граѓанските новинари следуваат уште 2 конкурси, преку кои ќе можат да актуализираат проблеми од различни општествени сегменти. Тоа беше се во топ тема на ваша страна. Имајте пријатна вечер.